Во пресред на големиот христијански празник Великден, Христовото воскресение, како и во пресред на Великденскиот пост, утрово со отец Александар Крстановски од Светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, ќе разговараме токму на оваа тема, односно за значењето на Великденскиот пост. На почетокот, отец Крстановски, ве замолувам да ни кажете нешто повеќе општо околу тоа што значи постот за Македонската православна црква и за православието воопшто. За постот наоѓаме уште во првата книга од Светото писмо, книгата Битие. Всушност и секогаш кога се зборува за постот, се почнува токму со овој старозаветен расказ, со ова старозаветно собитие, кога Бог на нашиот прародител Адам му дава заповед дека може да јаде од сите дрва во рајот, освен од дрвото на познавањето на доброто и злото. Всушност, овој расказ не е обичен мит, туку е расказ во кој што можеме да се пронајдеме сите ние, а Адам и Ева се личности во кои може да се персонифицира секој од нас, може да се пронајде секој од нас. Зошто Бог му ја дава оваа заповед на Адам? Бидејќи при самото создавање на човекот, Светото писмо вели дека Бог го создаде човекот според својот образ и подобие. Образ е она што Бог му го даде на човекот да биде боголик, да биде сличен на Бога, а подобие е она што човекот треба да го стекнува со својот личен подвиг. Токму преку исполнувањето на оваа прва заповед за постот, нашиот прародител Адам требаше да се надоградува, односно да го постигнува подобието, да станува се посличен и посличен на Бога и се поблизок и поблизок на Бога. И тоа е и смислата и на постот со кој ние постиме, односно самите себе да се надоградуваме од една страна, а од друга страна постот биолошки влијае при борбата со страстите кои постојано не напаѓаат. Понатаму во целиот Стар Завет ја има темата за постот. Христос пости подоцна во Новиот Завет 40 дена веднаш после крштевањето, односно пред да почне со својата проповед, нели на своја 30 годишна возраст, години колку што требаше да има секој евреин за да може да поучува да стане религиозен народен учител. Ако сакате, Христос пости 40 дена и 40 ноќи пред да почне со својата проповед. Понатаму постати првите христијани и понатаму како што црквата се организира или се систематизира, така се организира и се систематизира и постот. Во контекст на тоа и онаа поделба на, кога зборуваме веќе за смислата, за значењето на постот, онаа поделба на духовен и телесен пост. Бидејќи ние најчесто кога зборуваме за пост, прво што ни паѓа во очи е телесниот пост, воздржување од одредени видови на храна. Но тука приматот ми се чини дека повеќе го има духовниот пост, додека пак телесниот пост е во служба на духовниот пост. А што е духовниот пост? Тоа е за време на пост уште повеќе да се трудиме да живееме според евангелските начала, според евангелските заповеди. Ние сме повикани постојано нашиот живот да го сообразиме со Евангелието, со зборовите на Христос во Евангелието. Меѓутоа, деновите за пост се оние денови кога ние особено треба да го ставиме акцентот на тоа прашање, особено да размислуваме што Евангелието бара, бидејќи Евангелието збор Божи, што Бог бара од нас, особено да се насочиме, повторувам, во тие денови за време на постот. Отец Крстановски, ќе ве замолам да ни кажете кои денови во православието се определени за пост. Ако така можеме да ги поделиме, постојат седмични пости, тоа е секоја среда и секој петок, освен така наречените редовни, кога црквата го разрешила постот, средата како основа за пост го има е ден кога се извршило предавството на Христос, кога Јуда го прави тој договор со членовите на Синедрионот да го предаде својот учител, а петокот денот кога Христос е распнат. Потоа постојат така наречени повеќе дневни пости, тоа се 4 големи пости во годината, тоа е Великденскиот, Петровденскиот, Богородичниот и Божичниот пост, тоа се повеќе дневните пости и еднодневни пости, како што е, например, денот на кога се одбележува отсекувањето на главата на Свети Јован
крстител, воздвижение на честниот крст или празникот Крстовден, потоа ден пред Богојавление како подготовка за празникот Богојавление, тоа се така наречените еднодневни пости. Споменавте повеќе пости, ние сме, како што кажав и на почетокот на нашиот разговор, во пресреднели на великденските пости за големиот христијански празник Великден. Може ли еве нешто поконкретно околу великденскиот пост? Да, великденскиот пост може би е и најзабележителен и најмаркантен, се споменува уште во првите векове и самото богослужение, самата богослужба во црквата е поврзана со овој пост и може би и затоа и од повеќе причини е најзабележителен помеѓу христијаните. Тоа е постот кој го постиме како подготовка за големиот христијански празник Великден, Воскресението Христово. Во контекст на овој пост ние се подготвуваме богослужбено уште пред да започне самиот пост. Неколку недели пред почетокот на пост се недели кои што пред почетокот на великденскиот пост се недели посветени за подготовка на великденскиот пост. Тоа е пред се неделата, така наречената недела на Митарот и Фарисеот, која доколку го слушнеме евангелското четиво кое се чита на литургијата, ќе забележиме и ќе сватиме дека таа не подготвува за постот преку поуката за смирението. За да се пристапи на пост, прво човек треба да биде смирен. Следува неделата на блудниот син, доколку исто така го читаме евангелскиот текст или го слушаме евангелското четиво на богослужбата, ќе видиме дека е недела која што преку Христовата парабола, Христовиот расказ за блудниот син не учи на покаяние, и неделата месопусна, која што ни зборува за страшниот суд и сака со тоа да не поттикне постојано во текот на целиот пост ние да мислиме и да се сеќаваме на судот Божи. Понатаму целиот пост, секоја од неделите на великденскиот пост е посветена на одредена тема на која што понатаму ќе дискутираме во нашите емисии, во моите гостувања и така натаму. Инаку постот започнува на 14 март. Отец Крстановски, како што кажавте, ние и во наредните недели ќе разговараме за сите подробности, за сите недели кои што се предвидени со великденскиот пост. Јас сега ви се заблагодарувам за вашето учество во емисијата и ќе се видиме и наредната недела. Благодарам за поканата, се најубав. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со отец Александар Крстановски од Светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, со кого поразговаравме околу великденскиот пост.